Да се ставиме сега е мај 2023. Имавме пукање во соседна држава со која што делиме многу од нашата историја. Сме живееле заедно до пред 80 години. Сите го гледаат тоа, создава колективна траума. Луѓето можеби знаат луѓе што починале таму, гледаат на телевизија што се случува. Во работата со Срđan Стремушковци има апсолутно светли примери на стручни соработници, на психолози кои што знаат како да работат својата работа и ја работат својата работа. Пред се тука би ја издвоил и Ана Попризова, која што е училишна психолог во Оце Николов во гимназијата. Чест изговоре, таквите работи функционираат само во развиените земји. Во Македонија не е менталитетот таков. Менталитетот за мене е еден тотален расистички концепт, да кажа некој имаме некаков менталитет што не може да се навикне на подобро. Лука, како си? Добро сум, Ѓорги, фала на прашање, како си ти? Добре, малце среќа, барем сега во моментов не ни е толку топло во студиото, ама до крај на емисија не знам дали така ќе издржиме, ама фала му на Бог добре моментално. Па како што ги гледаме и трендовите во глобално затоплување и климатски промени, мислам лоши вести за нашите слушатели, нема да биде подобро од ова, туку станува само потопло и потопло. Да, па секое лето тоа во глава ми е што оке, да, многу е топло, ама ова е најдобро што ќе имаме од сега. Следното лето секогаш ќе е потопло. Јас минатото лето поточно, живеев во Атина и кога се вратив некаде во август излегоа наслови, знам нека ги видов некој од македонските медиуми и беше регистриран најтоплиот јули во грчката историја и секој ден беше над 40 степени. И кога го прочитав насловот си реков и јас бев дел од најтоплиот јули барем тогаш во грчката историја. Колку траел до јули оваа година, така што ако не си таму пак нема да бидеш дал. Толку ти трае една година. А не, најубаво ја нешто лани што направи, поминав месец дена мислам во Скандинавија, Шведска и Данска. Секое лето таму да поминувам и било супер. Место тука да се да горимеш сека. Навистина е тоа голем проблем за човештвото, а некако цело време се губи фокусот. Јас, например, се сеќавам летата во Крушево, кога беа поприлично ладни, сега веќе не е така. Минатото лето беше само 2-3 степени разлика од Скопје. Еднако прашањето како си е многу интересно од два аспекти. Нели често го прашуваме како си, што правиш и така натаму во куртоазен разговор. Не сме како американците на how are you, да не одговораме со ништо, туку само да кажеме how are you, туку даваме некаков одговор, меѓутоа тој не секогаш е реален. Сега, зошто се два аспекти интересни? Од една страна, нели, кажуваме нешто, а не го мислиме, и така ако прашаш, нели, човек на улица што ти е познаник или пријател, може нема да знаеш како навистина е. Од друга страна, па правилата на убаво однесување, на бон тон, на манири и на лагаат. Тој еден британец убаво го кажа, кога некој те прашува како си, не прашува да му се исповедаш и да му ги каже сите животни проблеми, туку можеби луѓето и од култура и од... Па јас би кажал, јас го гледам тоа и на еден алтруистички начин, да знаете, имам јас своји проблеми, меѓутоа не сакам да ги пренесувам на другите и едноставно да ги заморувам со тоа, па одлучувам да не ги споделам, туку да кажам добро сум. Така што тоа е интересно. Од една страна, нели, често е тој одговор нереален, од друга страна па и акна грижа кон другиот, зашто да го оптоварувам со собствените проблеми во време кога секој има проблеми. Да, јас повеќе исто го гледам и тоа го имам кажано неколку пати во разговор на подкаст. Од кога почнав да опрашувам ова прашање, секое снимање, секоја епизода и подкастот сека како си нонстоп е тоа насекаде околу мене секојдневно, каже речи. Повеќе размислувам ја како сум самиот. Значи, ти ако ме прашаш, може би да, ќе ти одговорам на куртоазно, добар сум, фала ти како се. Ама ќе размислам, ќе застана малце пред да кажам тоа. Најчесто ќе кажам обичното добар сум, ама после тоа ќе подразмислам, чекај, како сум стварно, како ми е денот, како помина ова, како се чувствував од сабајле, и мислам дека барем за мене е нешто што ја го имам добиено од самиот подкаст и прашањето како си е токму тоа дека повеќе размислам за тоа јас како сум.
Наместо, нели, сега да се исповедам на тебе, ова се деси, ова е лошо, ова е за никаде, ова е така, ова е онака. Од друга страна, пак ако навистина има или разговор за тоа како некој е и ако двајцата кажеме дека сме добро и со тоа се прави некоја егал состојба, да кажам, знаете, и другите луѓе влијаат на нашата енергија на многу интересни начини. И не знам, ако се убедиме себе си дека сме позитивни или барем неутрални и му дозволиме на соговорникот да повлијае на нас, ако тој или таа е позитивен човек, мислам дека можеме и да се подобриме, така што и добро е понекогаш човек да не да не се жали отворено и цело време за своите проблеми, туку да дозволи да повлијае и другиот на него. Да, и тоа едноставно го приметувам со луѓе со кои што зборам и не знам, они зборуваат за нешто, јас врска немам од тоа, ама начинот на кој што го кажуваат со насмевка, со пасија и ти прави убаво да се чувствуваш без разлика што и да е. Може би не знам, изборуваат за биолошка хемија, што и да е, rocket science. Ама ти убаво тие бидејќи ги слушаш и гледаш дека тоа што кажуваат, уживаат и убаво име и на тебе ти прави да ти е убаво. Убаво кажа пасија и страст, бидејќи мислам дека некако на сите нам не недостасуваат такви луѓе и некако стануваат симпатични за што и да е, дури нели како што кажа тоа поле нам да ни е неважно или не знам, да не се согласуваме со нив, меѓутоа мислам дека секогаш некоја страст, цврстина, увереност во своите верувања и мислења е, што знам, симпатично за другите луѓе и не знам, мене барем ми е убаво да видам таков човек што е принципиелен, доследен, истрен во време кога гледаме се почесто и почесто инструменталистички само да се користат. Дали каузи, дали верувања, што било. Да. Ајде, кога веќе зборуваме за каде сме денеска, ментално здравје, нели? Ќе збориме доста и не знам, тие што отвориле епизода веќе знаат и на која тема ќе навлеземе повеќе, ама прво сакам да те прашам, кај секој гостен на подкастов, што за тебе представува менталното здравје? Да се навратиме малку и на на поопштиот поим на здравје. Мене ми е прилично интересна промената што се случи дури во медицинските дефиниции на здравје од дефинирано како отсуство од болести, до здравје што повеќе наликува на некоја благосостојба, одошто на немање болест, туку една сеопшта благосостојба и на физички и на ментален план. Интересна е таа промена од повеќе аспекти. Мислам дека е точно дури и за физичкото здравје. Еве да кажеме, зошто е важно човек кога е млад, некоја наша возраст да кажам, да вежба, редовно да тренира, да се храни здраво, да одржува нормална телесна тежина и слично, тој во моментот, поради младоста, може да си дозволи и прекумерна телесна тежина и покачени индикатори во крвта и да не набројам шекер, алкохол, цигари и така натаму и така натаму. Меѓутоа како старее телото и како се менува, се накачуваат кила со годините, се менува здравието, проблемите растат, настануваат различни пречки и слично. И всушност тоа некое одржување на физичкото здравје на еден повисок степен, или не само да не е болен, туку да биде во благосостојба, на некој начин е инвестирање во иднината за која ќе остари, како што велат повозрастните, да може староста да ја дочека на нозе, а не да боледува. И веројатно со менталното здравје можеме да го направиме истиот пресек и истиот пристап, истата споредба. Добро ментално здравје не е само отсуство на проблеми, туку некоја поголема благосостојба, поголемо задоволство, па можеме дури да кажеме и смиреност и една состојба на прифаќање на самиот себе и на тоа што си, некако не само слепо обожување на статус квото или како да кажам бришење на грешките и маните во карактерот, туку прифаќање дека еве можеби сега состојбите не се идеални, меѓутоа со работа и со поставување на цели можат да се подобрат.
За мене менталното здравје е многу важно. На едно системско ниво сега се пресетувам како сум го разгледувал како председател на Сојузот на средношколци, беше приоритет да го промениме начинот на функционирање на училишните психолози, токму поради тоа што воочивме дека има навистина проблеми со менталното здравје на младите, повторно ќе кажам на еден поопшт, на колективен план. Статистиката говори за тоа. Несигурност во себе, несигурност во своето тело, навигирање на родовите норми, стандардите за убавина, слично, суицидални мисли, депресија, анксиозност, негативно влијание на социјалните мрежи. Меѓутоа, и општо сега за некоја поголема генерација на млади луѓе, што тука веќе влегуваат луѓе, нели 30 години и над, мислам дека е еден да кажем, глобален проблем, особено дури би рекол и поприсутен во развиените економии, каде што луѓето се чувствуваат едноставно неможни, неспособни да ефектуираат некоја поголема промена во системот и мора да го прифатат. Едноставно се приморани да земаат големи кредити, кај нас високото образование горе-долу бесплатно, меѓутоа во другите земји плаќаат нели енормно, големи суми за да завршат факултет, потоа работат по 8, 10, 12 часа на ден. Двајцата родители во едно семејство работат или еден брачен пар помидуваат поголем дел од своето време на работа одвоени еден од друг. Понатаму сега да не редам, мораат да земат хипотекарен кредит за да купат куќа или бидат под кирија. Ајде во Македонија пак се стапките нели на власништво поголеми, во САД, Велика Британија, Германија, Франција, луѓе од 30 години веројатно знаат дека никогаш во својот живот не може да поседуваат куќа и мислам дека дефинитивно менталното здравје со се тоа што го се обидов да го елаборирам, можеби да не на најдобар можен начин, но мислам дека менталното здравје на тој начин има и некаква политичка димензија, што е јасно, економските прилики, општествените прилики, сигурноста во општеството влијаат на самите нас на еден индивидуален план. И понатаму, нешто барем мене што ме загрижува е, треба да ги проверам тие анкети и сега, меѓутоа пред некои 4-5 години имаше доста анкети, па ќе кажам, во најразвиените земји од светот, каде што нели би требало да биде најдобро по сите параметри, каде што луѓето, особено помладите, велат дека, па дури и по старите, тоа беше еден консензус, дека не очекуваат и не мислат дека нивните деца ќе имаат подобар живот од тој што они го имале. Што е една, нели, без визија, без идејност и, како да кажам, очај. Тоа за мене сугерира дека станува збор за политички очај, ако ја немаме таа сила да замислиме подобра политичка иднина и да работиме на неа. Така што и тоа, малку се оддалечивме од темата, меѓутоа мислам дека и тоа влијае на менталното здравје и како има политичка димензија. Да се вратиме и на Македонија. Транзицијата, 30 години, партитократија и какистократија, некоја неможност да се решат големите проблеми на земјата, постојаното тонење и паѓање во сите полиња и те како влијаат на менталното здравје на младите, на менталното здравје и на повозрасните. Сега не сакам да исклучам ниту една категорија. Пензионерот, замислете, што работел цел живот. Дедо ми беше многу горд на тоа што учествувал во работни акции, ако замислите нели по Втората светска војна, па навистина таа генерација на луѓе вака или онака со сопствените раце ја изградила големата земја Југославија, па и нашата помалата Македонија и во текот на нивните животи сето тоа им се распадна. Не говорам за државата и за политиката, туку тоа што го изградиле, патиштата, болниците, училиштата, пред нивните очи со неодржување и со немање грижа се распаднало. И тие работеле цел живот за нешто, колку 40 години, и пензиите им се мали и не може да преживеат со нив. Понатаму не знам. За возрастните луѓе и за родителите. Секој родител сака да го даде најдоброто за своето дете. Во ситуација економски кога тоа не може да го направи, и те како влијае на менталното здравје, и се како се одразува на самото дете што е, нели, младиот човек. Да. Така како сублимат. Да. Сега те прашам, бидејќи баш ме интересира кога
беше тој некој момент кој ти беше као прекретница на кај тебе да се, окей, менталното здравје е важно и ја треба да се грижам за моето, а и од ова што слушам и што те знам дека повеќе одиш надвор од тоа, окей, само за мене, туку како можеме да направиме некоја поголема промена. Дали имаше некој момент кој што или нешто што допринесе за да видиш, чекаме, ова важно е, треба да се зборува за ова, треба да се оддржува, да бидеме во текст со тоа што се случува со нашето ментално здравје. Еве би кажал со желба да останам пристој, да не навлегувам во сопствената интима и во интимата на моето семејство, меѓутоа од друга страна пак знаеме дека постои една огромна стигма со околу посетување на психолог, дури на психолога, камоли на психијатар или нели на некоја на повисоко ниво на стручна помош. Меѓутоа можам да кажам дека во текот на моето основно образование, веројатно поради тоа што настанет материјал за мене некако беше премал и многу лесно го совладував и немаше, да кажам, иницијатива од училиштето за повеќе да научам, за додатна настава, за давање на потежок материјал, за надпревари, за дополнителни книги и слично, за да се стимулира, да кажам, интелектуално надарената младина. Знаев да бидам и хиперактивен или да правам проблеми и слично. А од друга страна и да се работи на независноста на детето кое расте, и така натаму. Па си отидов на психолог приватно, не на училишниот психолог, меѓутоа моите родители беа со мене на психолог, јас така како мал разговаравме и успеавме да го решиме проблемот и тоа. Ваќе кажам, за да скршиме стигмата, намерно ја раскажувам оваа приказна, тоа не беше ништо страшно и не треба да представува никаква стигма. Буквално една од препораките што ги усвоивме како совет на психологот, тогаш беше, мислам, преминот од 5 према 6 делење, значи малку нели повозрасно дете, 11 на години да кажам. Психологот им даде совет на моите да ми даваат како неделен джепарлак и со тоа што ќе ми го дадат целиот во една дела, нели не знам по 50 денари тогаш на ден, туку целата сума, да кажам, во понеделник, со тоа што ако ги потрошам во еден ден, нема да добијам нови. No. И така од толку мала возраст некако учев да создавам здрави финансиски навики и независност. Менаџирање со пари, менаџирање со време, менаџирање со читање, менаџирање со работни обврски, приватни обврски, со што било. Нели, смешно е да говориме за некои обврски и проблеми на 11 годишно дете, меѓутоа ако таквите навики се створаат рано, многу полесно е кога ќе станат веќе возрастни личности да ги задржат. Така што, еве буквално колку е банален тој пример, меѓутоа мене ми беше од голема помош и до денес на некој начин го користам и помага за, да кажам, до крајот на животот. Затоа не треба да постои таа стигма. Од друга страна, сега како што ме праша кога почнав да размислувам за поколективен пристап кон менталното здравје, нели приватните психолози се скапи. Македонија е една од ретките земји кои што во секое училиште, било тоа основно или средно, има тим од стручни соработници, како што знаат да се пофалат нашите политичари, педагог, психолог, во некој училиште и дефектолог и слично и така натаму. Меѓутоа, мислам дека многу ретко се користи таа мрежа и стручните соработници во главно вршат административни работи. А понатаму треба да се проверат и нивните квалификации, дали всушност може да работат таа работа што има нели во описот на работните задачи струката. Да не правиме реклама, но јас бев стипендист на Меѓународната фондација Борис Трајковски и посетував средното образование го завршив во гимназијата Нова, која што е приватно училиште, и буквално во првата година од средното образование видов како функционира училишниот психолог таму. Буквално имаше една голема канцеларија со ролетни вака притајна, за нели ако некој влегува или ако разговара да не може да се види, во училишниот хол, и таму беше училишниот психолог, со тоа што кога и да беше таа слободна, можеше кој ученик да сака да закаже состанок со неа, да си влезе во канцеларија,
таа да ги спушти родителите ако ученикот тоа го сака и да разговараат 15 на 20 на 30 на 60 на минути во зависност од потребата со ученикот за неговите или низините проблеми околу менталното здравје или за што било што ги тешти во тој момент. И можам да кажам дека пак ќе кажам, тие премини во животот еве од основно во средно, па кога ќе се земе предвид дека основното сум го завршил на македонски јазик, средното е на англиски, па запознавање на нови луѓе, треба адаптација. Нормално е да се јават не проблеми меѓутоа некои пречки или неудобности или потреба од прилагодување. Јас не сум човек што сака промени, не поднесувам промени лесно. Па беше пак голема промена што се случува со тој процес и ја користев таа услуга, ќе си закажав состојано во канцеларија, ќе влезевме, ќе разговаравме на најнормален начин. Можеби ќе добиев совет како да го решам проблемот или само некој да ме ислуша и беше видов многу брзо дека таквиот модел дава резултати. Буквално идејата беше моја како претседател на Сојузот на средношколци, тоа беше во изборната програма, таквиот модел на функционирање да се реплицира во сите средни училишта во Македонија. Со тоа што ќе си има психологот своја одвоена канцеларија, каде што ќе може да прима ученици, тие ќе објави својот календар дали на огласна табла во хартиена форма, дали дигитално или Google Calendar го дозволува тоа, да се гледа кога некој слободен, кога не е, учениците да се закажуваат состаноци и тет-а-тет да разговараат со училишниот психолог на темата што им важна. Да е поврзана со менталното здравје. Да, две работи. Првото што кажа и баш мислам, не ми текна се со кој зборевме баш околу ова, каде што ние во еден цел тек на нашиот живот поминуваме низ некои кризи каде што се очекувани. Преминот основно од средно на факултет, сепарација од дома, смрт на некој близок. Тие се работи кои што не се паднале од некаде и сега не знаеме, тие се некои работи кои што се очекувани и речи сите поминуваме низ нив. И затоа е многу важно дали имаме ние систем кој што функционира да ни помогне во сите тие некои кризни моменти. И од тука е важно. Се сака да те прашам, спомна дека тоа било твоја идеја и тоа било пред колку? 3-4 години? 4 ќе биде сега, да. До каде дојде со се во ова? Првите 2 години, мислам одмah беше 2 години, еве да кажам, првата година и пол, 75%, беше прилично тешко да се условно да кажам да се бутка таа идеја и навистина немаше слух кај надлежните, ниту некоја поголема иницијатива или политички зафат да се спроведе. Меѓутоа, ако се сеќавате, мај 2023 година се случи страшното и кобно пукање во училиште во Белград. Утредента, тогашниот министер Етон Шакири свика кризен штаб од професори, директори на институции, јас бев поканет како представник на средношколците таму, како претседател на Сојузот и буквално пред министерот рефериравме со наши предлози и дадовме сите учесници барања кои што сметаме дека треба да се остават како предлог мерки. Ние тогаш како Сојуз направивме 4 барања што ги сметавме за клучни. Тоа е да се зголеми, во екот на трагедијата се случува луѓе со такви идеи да бидат инспирирани да пробат, не дај Боже, да спроведат и други пукања. Сметавме дека барем тогаш веќе крајот на учебната година да има засилено полициско присуство до крајот на самата учебна година во училиштата, чисто да се осигураме од тоа поле. А што се однесува на психолозите, да се направи обука за нив во текот на летниот распуст, каде што ќе може да го се извинувам и на тебе и на слушателите, буквално најпластично објаснето, да се ставиме сега е мај 2023, имавме пукање во соседна држава со која што делиме многу од нашата историја, сме живееле заедно до пред 80 години, сите го гледаат тоа, создава колективна траума,
луѓето можеби знаат луѓе што починале таму, гледаат на телевизија што се случува, трогателно е, траорно е и има ризик некој во Македонија, гледајќи го тоа, да се инспирира, да каже ако можел Кецмановиќ тоа да го направи, можам и јас, и да имаме ефект на спиловер и да се случи кај нас. Затоа велиме засилено полициско присуство и безбедност на училиштата до 10 јуни 2023, додека не се распуштат. При тоа, владата и Министерството да донесат протокол за ново функционирање на училишните психолози. Буквално документот 2-3 страници, ништо подолго, каде што ова што говорев околу моделот на функционирање со закажување тет средби, своја канцеларија, разговори и така натаму, да биде преточен на хартија и пластично објаснет. За летниот распуст, кога учениците не се во настава, да биде искористен првите 2 месеца, сите стручни соработници во Македонија да поминат обука, за да научат како да го применуваат новиот модел и како да функционираат според тоа него. За во август, повторно пред почетокот на учебната година, да беше спроведено тестирање на сите стручни соработници што ја посетувале таа обука. Ке слушнете често во Македонија, па ние организиравме обуки, го обучивме кадарот, бла 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 бла. Меѓутоа тие обуки, главна точка на дневниот ред се ручекот и вечерите, луѓето седат на телефони и не даваат резултат. Реално не можете да смените начин на кој што систем функционира 30 на години со обука што трае од 2 часа. За да има резултат, да, ќе се спроведе таков тренинг, меѓутоа на крајот ќе има тестирање, за да се измерат резултатите од самата обука и да видиме како располагаме со кадарот, кои се неговите вештини и способности и кои потреби на корисниците на услугата можеме да ги покриеме. Тоа беше една идеја за еден целосен ремонт на тој систем и подобро функционирање со новиот модел. Сега што е право е, владата имаше и седница после покањето во БР, каде што јавно и со гласање ги прифатија сите овие барања од Сојузот, меѓутоа не се спроведува во пракса. А мене во меѓувреме мандатот ми заврши и тоа така остана, меѓутоа како идеја е применлива до ден денес апсолутно, со тоа што, ќе кажам, треба силна политичка волја да се спроведе. Јас верувам и знам дека мнозинството од стручните соработници во училиштата, од психолозите и педагозите, сакаат да го работат тоа што го учеле, и за тоа што завршиле факултет. И ним не им одговара да пополнуваат административни работи, да служат како глорификувани помошници на директорот, туку сакаат само да работат со деца, за тоа се тие таму. Дел од нив, да бидеме реални, повторно без статистика не можеме да дадеме колкав дел, меѓутоа знаеме дека е така, дел од нив не се способни да работат таа работа, примени се дали по непотистичка линија, дали по коруптивна линија, дали по партиска линија, неважно, меѓутоа не може да ја дадат таа услуга која што е потребна на системот, и тестирањето, повторно ќе кажам, можеби највеќе ќе им служеше на стручните соработници да се одвојат добрите од лошите, да се одвои квалитетот од неквалитетот. Моделот е применлив, мислам дека може да функционира во Македонија. Големите училишта можеби ќе имаат и потреба да работат нови психолози, пошто не може еден да обслужи 100 ученици и слично, но еве пак би кажал, доколку има волја, доколку има сила системот да направи таков длабок рез, да влезе во една пресметка, не се тука само стручните соработници, кадарот, наставниот, административниот и слично, меѓутоа, ако некој сака и има сила да навистина да донесе промена во тој систем, може да биде направена. И повторно го користам македонскиот пример на мојата гимназија, бидејќи чест изговор е, таквите работи функционираат само во развиените земји, во Македонија не е менталитетот таков, менталитетот за мене е еден тотален расистички концепт, да кажа некој има некаков менталитет што не може да се навикне на подобро, или пак едноставно не знаеме како, не можеме, немаме ресурси. Ако функционира во едно училиште во Тафталиџе,
може да функционира и во училиште во Центар, и во училиште во Чаир, и во училиште во Крива Паланка, и во училиште во Гевгелија, и во училиште во Охрид, и во училиште во Тетово. Да. И вреди да се спомне дека, например, грото од студенти од Нова се од Македонија. Да. Значи не се деца, не знам кои што живеат или дошле тука на неколку години. Да, има интернационални студенти, ама малку. Многу малце во споредба со другите приватни училишта. Во светот, да. Да. И тоа е интересно и убаво што спомна, бидејќи да ја имам некој искуство работејќи со Нова надвор од таа воншколска активност. И знам дека голем дел деца се македонци, така што не е изговор дека не функционира кај нас. Да. Сега, збориме за промени, збориме за... И не се само приватните училишта тука или едно приватно училиште, тука во државните училишта апсолутно имаме светли примери, тоа го видовме и во работата со Срđan Стремошковци, има апсолутно светли примери на стручни соработници, на психолози кои што знаат како да работат својата работа и ја работат својата работа. Пред се тука би ја издвоил и Ана Попризова, која што е училишна психолог во Оце Николов во гимназијата. Да, имаме, интересно што тоа ни прво така и се запознавме, ја и ти. Точно. И она снимавме заедно подкаст, баш зборавме за некои од овие работи. И баш интересно што 4 години после, 5 години после тоа може пак истото да збориме. И сега сакав исто и да... Тоа не знам колку е интересно што после 5 години го збориме истото. Колку е интересно, толку е и тажно, ама не се надеваме на моменти кога сме збореле и за голем дел од овие прашања, знам дека да, ние можеме лична промена сами да направиме, ама кај нас, не само кај нас, насекаде колективно се менува се или треба да се промени се за идните генерации да не морат сами од себе, да, секојаш ќе треба сам да одлучи да биде дел од тој систем, ама ти ако го имаш тој систем, многу е полесно ја да донесам таа одлука како средношколец, како млад човек, па и како постар, дека да, ја ќе идам, ќе закажам состанок со училишен психолог или ќе одам и на психијатар ако мислам дека ми треба таква стручна помош, ама кога го немаме системот е многу потешко и кој што кажа ти, не секој може да си го дозволи, бидејќи не е и овде не е ефтино и ако споредиме со примања и со тоа може и да се види на некој начин некој луксус, кај што нема секој и не може секој да си го дозволи. Апропо 5 години, барем значи дека сме доследни. Колку и да е тоа лошо, лични проблеми се решаваат на личен план, колективни проблеми се решаваат на колективен план. Говорев за статистиката околу анксиозноста, несигурноста, суицидалноста и еден од двигателите на некој моје решавање да се вклучам поактивно во општествениот живот и да се обидувам да направам некоја промена, беше и можеби веќе заборавениот скандал со јавна соба, што се случи зимата преминот меѓу 2019 и 2020 година. Да. Тој период, да. Тој дефинитивно беше тогаш, бидејќи знам дека бев прва година средно и бев шокиран од тоа што го видов, што ни говори дека имаме и пак ќе кажам многу подлабок и многу поколективен проблем. Да го видиме самиот број на учесници во таа група, каква беше јавната реакција за разменувањето на сликите, присуството на малолетни лица таму, пак ни говори дека имаме проблем на едно пошироко ниво. Да. Сега сакав и да поразговараме малце за последниве неколку години од твојот живот, нели зборувавме за промени, зборувавме за природни промени кои што се случуваат, тоа е нели преминот од средно во факултет, ти си на Харвард. Како дое таа одлука и како еден македонец стига на Харвард? Мислам дека од мал ја знае вредноста на квалитетното образование и некако
што сам, што под влијание на моите родители, на дедо ми и баба ми и слично, ја знае вредноста на образованието и сакав да го добиам најдоброто можно образование за самиот себе. Тука мислам дека голема улога игра и љубопитноста, желбата за нови знаења, нови искуства, нови спознавања, и интерес за широки полиња, за многу прашања, за цивилизации, култури, јазици, историски периоди, различни од мојот, различни од мене, различни од тоа што го знам, а секако нели интерес и за своето и за самиот себе, еден таков широк интерес. Мислам дека ме водеше во таа жилба да се стекнам што е можно подобро образование и нели со МВФ со факултетот дури да ги надминам границите на земјата во таа на мојата држава во таа потрага по подобро образование. Што се однесува до Харвард конкретно, тоа дека не знам прворангиран универзитет во светот секако си ја има својата привлечност. Реално од рано истражував не само за него, туку и за други факултети каде што би сакал да аплицирам во тој период, ги истражував нивните веб страници, читав, се здобивав со информации, читав искуства на други луѓе што аплицирале и слично, не само да знам што би се очекувало од мене и како да биде апликацијата поуспешна. Голем удел во одлуката, мислам дека имаше и политиката, барем на тие врвни американски универзитети, кои што имаат доволно финансиски средства да можат таква програма да спроведат. Без разлика, две одлуки се во прашање. Првата одлука е што кога се одлучува за прием на студентот, не се земаат предвид неговите или, ако е студентка, незините финансиски потреби за школување, значи информациите колку може да платат, нели, за да присуствуваат на факултет, не земаат немаат никакво влијание врз одлучувањето. Тоа е првата одлука, а втората одлука е дека без разлика дали е некој американски или не американски државјанин, да ги покријат целосните трошоци за школувањето, ако за тоа има потреба. И имаат политика, да кажеме, ако домакинството има приходи под $75,000 годишно, што не е многу тешко во Македонија да се оствари, би кажал, ги покриваат сите трошоци поврзани со школувањето и од тој аспект, нешто што беше целосно финансиски невозможно, преку таа политика станува возможно и е навистина фасцинантно тоа што го прават, пошто повторно би кажал, приватна високообразовна установа што прима средства од буџетот на една земја, или на Соединетите американски држави, не сите, меѓутоа дел од средствата се и државни, имаат огромен број на своји средства, неважно, нели се во една држава и служат на таа држава, решаваат да ги отворат вратите за талентот од целиот свет и да ги третираат сите луѓе еднакво и сите, нели деца се на 18 години, кои што аплицираат и без разлика на нивниот пасош, што е многу ограничувачки, каде можете да патувате, какви права имате, дали ви треба виза и така натаму, без разлика на нивниот пасош и без разлика на нивните финансиски примања, доколку се навистина квалитетни, доколку го, што би рекле американците, they have what it takes, да присуствуваат и да посетуваат настава на таков универзитет. Тоа за мене е една фасцинантна програма од само тоа ако размислиме дека еве како установи што донеле одлука да го спонзорираат и да го помагаат талентот на секаде низ светот. Кои беа некои твои први импресии? Јас знам, ја имам не на твое ниво, ама имам помината една година во Америка преку програма на размена студенти и знам дека може би најтешко ми беше прва вечер кога сваќаш каде си, ја до душа помал на некои 15 години, 16 години и мислам дека тоа беше може би единствена вечер кај што се утепав од плачење. Бидејќи готово не можеш не си со своите јазикот го знаев, ама пак си во тотално нова средина и тоа ми беше некоја прва импресија. Прво дека е многу топло бидејќи бев во Тексас, а второ дека чекај не сум веќе дома. Од утре
па уследните 11 месеци ништо нема да биде исто. Кои беа некои твои први импресии во одењето таму, започнувањето нов живот таму? Сеќавањето е интересна работа, бидејќи сеќавањето и лаже. И ако не се запише во моментот кога се случува, што е пак скоро невозможно, бидејќи дури половина часот како нешто се случило, умот го помни на различен начин. И во зависност од расположението во моментот на сеќавањето или условите или што и да не се случило, па ќе кажам, неважно дали е 30 минути подоцна, еден ден, една недела, година дена и така натаму, мислам дека се сеќаваме на различни начини. Еве секој ти ми го поставиш прашањето, тешко ми доаѓа да се сетам на некои конкретни моменти, меѓутоа да споделам со публиката наискрено, некако е тоа, јас го нарекувам испрекинато живење, бидејќи семестрите траат околу 4 месеци, 2 семестри се есенски и пролетен. Есенскиот сум таму, па чекам да дојде зимскиот распуст се враќам во Македонија, па кога ќе дојде пролет идам за пролетниот семестар, завршува пролетниот семестар, летото се враќам во Македонија, некој период сум во Македонија, имам летна пракса некаде, па пак се враќам во Македонија и пак на факултет и така натаму. Првата година беше емотивно би кажал најтешката, или дури да размислуваме од аспект на семестар, еден семестар па друг и се, некако приметуваме сега веќе со 4 семестри зад мене, дека како со секој следен семестар се чувствувам поубаво, поудобно, еве би кажал веќе дури не со овој, туку со претходниот, со третиот, за време на зимскиот распуст, некако чувствував, кога бев таму сакав да се вратам дома во Македонија, кога бев во Македонија, после некој период сакав да се вратам таму на студии, за да се видам и со пријателите таму, со професорите и слично. И не знам, пошто е веќе подолг период, 2 години влегуваме во третата, беше тоа, јас би кажал, така поделено искуство, ни ваму, ни таму, а истовремено и ваму и таму со желба да се водат тие два живота. Првата година беше, би кажал, година на адаптации и од академска гледна точка немав никакви проблеми да се адаптирам на нивото на наставата, да се адаптирам на наставниот јазик, да се прилагодам на барањата на потребите, напротив, дури уживав во можноста да слушам предмети што сакам да ги слушам, да бидам изложен на нови знаења, да ширам хоризонти, да се подобрувам, да не давам сега такви пируетки, туку беше, искрено ќе кажам, беше потешко од да кажам, од социјална, од друштвена, од друштвена смисла, бидејќи работите што ги сметаме за мали, всушност значат кога ќе се одвоиме од средината и некои навики што можеби дури не се ни свесни дека ги имаме, гледаме на општество што целосно ги нема во тој поглед. Пријателствувањето, дружењето е различно. Ја читав Румена Бужаровска пред некоја година или пред некој месец со незината нова книга на есе и Господ па Америка. Имаше еден интересен есе каде што говори за пријателството, дека ние во Македонија, да кажам, кога се дружиме, не знам, излегуваме на кафе или одиме на ручек или во куќите на гости и слично, тоа се разговари или разговараме, дискутираме, дебатираме, се исповедаме еден на друг за проблемите ако сме поблиски пријатели и слично, меѓутоа времето се троши низ разговор. Американците би рекле времето се троши низ правење ништо. И Румена Бужаровска тоа го забележува и вели дека пријателствувањето, дружењето се сведува на некаква активност и се прави преку таа активност. Гледање филм во кино, дења театарска представа, куглање, учење заедно и слично, ретко се случува да се џаболебари. Така. Да се иде на кафе. Така, да се иде на кафе или само да се разговара, туку мора дружењето да биде пратено со некоја поширока активност. На Харвард специфично има таква култура што најголем дел од дружењата се случуваат дури
нели знаете, еве да кажеме ќе се видиме со некого во град и ќе кажеме ајде ќе пиеме кафе некој ден во Македонија, таму е let's grab a meal sometime. Односно ајде да земеме оброк, да јадеме заедно. Нели кафетериите работат со студентите, има доручок, ручек, вечера и така се тие главни социализации, заедно да отидете на ручек, заедно да отидете на вечера и слично. Односно пак е на некој начин попродуктивно трошење на времето, бидејќи треба да јадеме во текот на денот. Ќе јадеш со пријател и после тоа може да се вратиш пак на работа. Така што тоа беше таква поголема промена каде што на времето се гледа како на ресурс. Тоа е веројатно и резултат не би рекол само на протестантската работна етика што е присутна во самото основање, па дури и од колонијалниот период, мислам дека има и капиталистички влијања тука дефинитивно со неолиберализмот, каде што се гледа баш на времето како ресурси, нели тајм менеджмент се менаџира со времето, исто како што се менаџира со човечките ресурси, што и тоа да значи. Меѓутоа не едноставно таков е, барем по моје видување, културата е таква што времето не се троши за џабе и треба да се троши продуктивно. Од една страна тоа знае да умори. Јас лично не сметам дека се што правиме треба да има некаква цел поголема. Некои работи мислам дека треба да се уживаат само поради тоа што треба да се уживаат. Од друга страна, гледајќи ја состојбата на САД и гледајќи ја состојбата на Македонија, би кажал дека е секогаш подобро за една заедница, повторно да се кренеме од личното на колективното, доколку членовите на истата таа заедница наместо да џаболебарат, работат повеќе и повеќе, бидејќи тоа ја унапредува заедницата. И сега треба да се најде некој баланс, меѓутоа ако веќе треба да бираме меѓу екстремата, јас тежнам да ја изберам екстремата на работа доколку на неработењето. Да, интересно кај мене беше... Извини што те прекинам, не сакам да сугерирам дека ние не работиме. Напротив. Луѓето се и измачени, и преработени, и киснат по фабрики, и се пониско платени, меѓутоа приодот кон работата е различен. Да. Имам чувство дека некако американците уживаат во работата. И се очекува да работат, дури од деца. Не се седува животот на работа. Не е само тоа, но повторно би кажал, што се однесува до напредувањето, што се однесува до одењето напред, што се однесува до подобрување, мислам дека тоа се може само преку работа, сега дури и на личен план, и добро е да се имаат такви навики. Да. Не е добро да се претера, меѓутоа мислам дека треба повеќе да го цениме трудот во Македонија. Да, јас например кога се вратив голема промена кај мене се случи како го вреднува времето. Бидејќи, нели, тука ако се договориме ајде од 1 ќе идеме на кафе, ти доеш у 1:30, ајде ќе останем уште сат, пак ќе останам јас кој што сум те чекал веќе пола сат, ама таму ја и ти ако сме се договориле од 1 до 2, ти доеш у 1:30, јас идам у 2. И барем гледајќи го од аутсайдер перспектива, ја го вреднувам моето време. И една промена беше таа, ја кога се вратив овде, да, тука не можеш така не можеш американски да функционираш фул, бидејќи едноставно не сите може тоа да одговорат на тие некои твои нови правила или како. Ама дефинитивно може да се приспособиш. Мисля дека, окей, да, јас можеби и ќе останам повеќе, нема одма да си идам у 2 и се до тоа. Ама начинот на кој што ја ќе го гледам своето време, ќе гледам повеќе да вреднувам. Нема да дозволам времето мене да ме контролира, туку ја да го контролирам моето време на некој начин на кој што толку сме се договориле, извинем, ја треба да си идам, пошто имам нешто следно или едноставно сакам толку ми ни било. Тоа беше едно нешто интересно кое што барем ја го увидов и ми беше окей. Како ова може да се примени дома кај нас? Со полна свест дека може би звучам контрадикторно, но сепак сметам дека ова се прашање со кој што
секој се соочува на личен план и веројатно нема никогаш да дадеме конкретен и дефинитивен, не конкретен, туку дефинитивен одговор на нив. Од една страна и ја сваќам потребата нешто да се прави со пријателите за квалитетно да се помине времето. Јас сум човек што го сака разговорот, меѓутоа има разлика од разговор до разговор и од конверзација до конверзација. Доколку е квалитетен разговорот, доколку е содржаен, доколку е на тема, мислам дека е едно од поубавите нешта во светот. Меѓутоа, еве да го поставим прашањето не само колку, туку и како го поминуваме времето, па може би и подобро со пријатели да се посетува театарска представа и после на пијалак или на вечера да се дискутира за самата представа и за темите што ги покренува таа уметност, одошто да се излезе во некоја кафуле на кафе како што велиме или на што било и да се потроши времето зборувајќи за како ни поминал денот или озборувајќи. Од таа страна дури и правењето на некаква активност мислам дека може само да го засили разговорот како една интелектуална размена и активност. Од друга страна пак, тој начин на функционирање и гледање на времето како еден час ке јадам, па 20 часа ке учам, па еден час не знам што и така натаму, па ке се видам со Ѓорги на 35 минути, мислам дека не е својствена за човековата природа и дека не е човечка. Мислам дека тоа е за некаква наша машинизација, за некаква механизација и дека човекот не треба да постапува како машина, бидејќи тоа ја убива спонтаноста кај нас и го секуларизира светот на начин што да не звучам како дете или лудо, меѓутоа ја убива магијата околу нас. Творењето, творечката мисла што е присутна кај уметниците, мислам дека се темели на мечта и на љубопитност. Тоа што говорев, науката дефинитивно се темели на љубопитност. Уметноста, културата исто се темелат на љубопитност, меѓутоа споена со мечта, споена со фантазирање и тукму тоа мечтаење и таа спонтаност, тоа одбивање да се биде слуга на системот, на времето, на општествените правила, историски ни овозможувало нам како човештво да замислиме подобра иднина, или пак, еве историјата сега се води тешка битка како да се оправда нејзината практична вредност на глобално ниво. Меѓутоа тоа мечтање може да ни дозволи не само да гледаме напред кон иднината, туку да се навратиме кон минатото, за да ја замислиме подобро иднината или да сватиме кои сме како дали како народ, дали како човештво, дали како семејство, да не набројувам. Така што тоа некаква таа механизација на времето мислам дека е многу лошо за човековиот дух и ако ја убиеме спонтаноста од живењето, ако ја убиеме магијата на на случајна средба на улица што може да доведе до заеднички ручек, што може да доведе до ново пријателство, љубов, не знам што било, мислам дека е проблематично, бидејќи не треба човекот да гледа како коњите кога ќе се зауздаат само право, туку мора себе си да се дозволи да биде доволно отворен, да не биде обседнат само со една работа и слепо таа да ја брка, за да не може да ги види можностите и патиштата што му доаѓаат преку тој процес и попат. Затоа јас мислам дека се уште треба да се бориме за таа спонтаноста и за некоја магичност на секојдневното живење. Да, и мислам дека е многу важно, без разлика какви сме, да најдеме баланс помеѓу овие работи. Бидејќи ако претераме во едно, кој што кажа ти, ќе имаме механизација, механички ќе работиме, кај што се не испланирано, ама би од друга страна, ако немаме никаква структура, многу е тешко па и таа спонтаност и таа магичност да доведе до нешто корисно. Бидејќи не знам, се будиме и ајде, што и да е. Така што таа некој баланс, некаква хармонија помеѓу двете е она што ни треба и она што најверојатно не прави тоа што сме и ќе ни помогне да дојдеме до некоја најдобра верзија од самите себе. Па тоа не учат и старогрчките филозофи, пред се
Платон и Аристотел, дека врлината, дека доблеста, дека најдоброто се наоѓа некаде на средина меѓу двете екстреми. Многу убаво го кажа дека да, мечтањето е важно, меѓутоа мора да има структура. Има причина зашто никој не му верува на сите имаме такви луѓе во нашите кругови, на човекот што секој ден се буди со некоја нова гениална идеја, меѓутоа ниту една од тие идеи не е спроведена. Јас би кажал дека нели да си има талент за нешто, а да не биде ефектуиран тој талент низ работа, низ структура, низ труд и пот е најголем грев. Мислам дека нема ништо потажно од неискористен талент во таа смисла. Меѓутоа ајде да ја поврземе механизацијата и со претходната тема што ја разговаравме, со менталното здравје. Машината нема емоции, човекот има. И мора да си дозволиме да ги имаме тие емоции, да имаме таа мечта, за да можеме да останеме луѓе. Да. Сега да те прашам, најчесто ја до некаде сум го почувствувал ова и не само кога бев во Америка и во секојдневниот живот. Дали имаше некое чувство на неприпадност или тој импостер синдром? Бидејќи сега ти си од Македонија во Харвард, на најдобро рангираниот универзитет во светот, и се наоѓаш помеѓу твои врсници и си на исто ниво. Од една страна нели академски, ама исто и дали имаше таа неприпадност, тоа што зборавме пред малку, во самиот начин на живот, надвор од тој академски свет. Дали например е нешто со кое што ти се соочи во твоите неколку години таму? Чувството на припадност е интересна работа, бидејќи желбата да се припаѓа кон група е инхерентно човечка. Од друга страна, јас лично барем имам некаква одбивност кон групи. Иако признавам дека нема побаво чувство од тоа дека од таа тој еден скокот дека си дел од нешто поголемо и тоа чувство што го обзема човека дека се надминува самиот себе си преку другите и дека заедно стануваат нешто што е поголемо од самите нив, како што кажав, или од сите нив ставени заедно. Од друга страна пак групите знаат да глушат и тоа често сум го почувствувал и дефинитивно прифаќам членство во група, меѓутоа не по цена да ја глуши мојата индивидуалност. Тоа, например, многу сум го воочил во сопствените пријателства, многу повеќе предпочитам пријателствата да бидат тет-а-тет, во четири очи, што би се рекло, одошто да бидат дел од некоја поголема група, каде што биле тројца, четворица, 5 луѓе, како некој поголемо друштво. Да кажеме, и огромен дел од пријателствата ми функционираат на тој начин што се тет-а-тет. Се од практична причина тоа знае да создаде проблем околу планирање на заеднички одмори или планирање на заеднички искачанки и слично, околу луѓето меѓусебно не се познаваат, меѓутоа не знам како да преку секој пријател истражувам нов аспект на сопствената личност или со секој пријател да имам посебна приказна што не би сакал да ја споделам, не би сакал да споделам со друг. Или не можам да споделам со друг туку. Знаеш, отварам дел од својот карактер низ тоа пријателство што не го отварам на друго место. Конкретно сега да ти го одговорам прашањето да не биде дека избегнувам, што се однесува до Харвард, академски немав никакво чувство на неприпадност, дека не сум доволно подготвен да дадам се од себе, да придонесам кон академската заедница, да комуницирам со професорите, да го совладувам материјалот, да правам независни истражувања. Апсолутно знаев зашто дам таму и нели бев таму дојдов таму за тоа да го правам, впрочем, дојдов таму да студирам и ги користев тие привилегии, било тоа истражување, било тоа библиотека, било тоа совети од професорите од самиот старт, со цел повторно да си интелектуално да растам. Од друга страна, социјално да, понекогаш знаеше да се јави тоа чувство на неприпадност, чувство дека треба да се објаснуваш себе си, кој си, што си, од каде доаѓаш. Би кажал, заедниците се темелат на некои неискажани верувања и некој неискажан договор, тоест ти што го кажа за начинот на функционирање со времето и закажување средби. Нели, ако се закаже нешто во 8,
очекуваме веќе притеме дека ќе биде 8:15, да кажам. Банален пример, но не се заедниците се темуваат на такви недоречени, туку неискажани, некажани договори што ги прифаќаме. Ги прифаќаме со самото членување во заедницата. Во сад, нели, мораш да ги објасниш тие своји верувања, тие своји претходно искажани договори, меѓутоа да ги научиш и нивните нови, за да бидеш дел од тоа општество. Едноставно мислам дека тоа е и должност. Јас не сум имигрант, јас сум таму студент, меѓутоа сепак не си на домашен терен, туку си на гостински терен. Кога си гостин во нечија куќа, играш според правилата на домакинот. Така и кога си гостин во нечија држава, ќе играш според правилата на таа држава и на тоа општество и мораш да се навикнеш на нив. Јас сум дефинитивно за интеграција и не го гледам тоа како губење на самиот себе, туку едноставно прилагодување. Што се однесува до, да дадам конкретен пример, кога говорам англиски јазик, знам да имам и нагласок, што е тврд, тие би кажале руски, дефинитивно е словенски, да кажеме така поширок поим. И тоа понекогаш знае да создаде проблеми, од смисла на луѓето можеби нема да те разберат ако кажеш нешто, пак ќе треба да се повториш или ќе мислат дека си од Русија, или пак тоа што мене некогаш највише знае да ми пречи е, нели со самиот нагласок, не се фокусирани толку на тоа што го кажуваш, туку како го кажуваш. Пак би кажал, не знам, не сум сигурен дека би можеле да ги обвиниме. Еве да дојде, нели, има американци што говорат македонски колку толку и кога ги слушаме, симпатично е, срекни сме што го научиле нашиот јазик, колку и да е таа наша јазична заедница малку бројна. Од друга страна пак, кога ги слушаме како говорат, интересно ни е како говорат, а не се фокусираме на тоа што го кажуваат. И колку и да сакаме, мислам дека инстинктивно и едноставно автоматски, махинално умот тоа го прави, да кажеме, еве 30% нека биде вниманието да паѓа на како нешто се кажува, одошто на што е тоа што се кажува кога говори човек некој јазик со нагласок. И можеби тоа е некоја точка на одругување на adderization, но да, не знам, дефинитивно се немам соочено со некој поголема точка на исклучување и да кажеме дека не сум делот од заедницата, барем на Харвард и на студентите со тоа што сум меѓународен студент. Например, специализирам таму во моите додипломски студии, специализирам американска правна историја и историјата на раната Американска република, односно периодот малку пред Американската револуција до крајот на граѓанската војна во САД. Таа рана Американска република, тоа е каде би дошло крајот на 18 до втората половина на 19 век. И како странец ја студирам американската историја, сакам да бидам американист и никогаш не сум се почувствувал дека не можам тоа да го правам со тоа што сум странец или дека не сум приватен да говорам, да коментирам, да дадам придонес кон тоа поле, со самото тоа што не сум американец. Никогаш не ми се случило такво нешто. Да, превршувајќи со самиот разговор, сакам да те прашам, бидејќи спомна дека нели тој прв семестар и сега четвртиот само што заврши, има голема разлика како се чувствувал, поготово на емотивно, протоемотивно. А што највеќе ти помогна да совладаш некои од тие предизвици, некои од тие работи со кои се соочувал во тој прв семестар, за сега да се чувствуваш дека се чувствуваш многу подобро како некој кој што живее и учи таму? Можеби ова нема да ги охрабли слушателите, но мислам дека не свето одговор е времето. Треба време да се одвикнеш од старите навики, треба време да создадеш нови. Пријателствата, старите пријателства да се одржат им треба време исто, им треба посветеност. Меѓутоа да се створат нови пријателства, исто така е потребно време и посветеност. И мислам дека само така со текот на времето и со еден семестар по друг семестар
ги продлабочувам односите со луѓето таму, запознавам нови луѓе, ги запознавам луѓето што веќе сум ги познавал на Харвард на подобар начин и подлабоко, дружењата со нив се интензивираат, контактите со професорите се интензивираат, новите материјали се учат и ден по ден некако не ја чувствуваме таа промена, меѓутоа дали е темпото на секојдневното живење, дали се обврските на факултет, создадоа нови навики кај мене и на тој начин се променив, така што мислам дека времето, да не кажам дека времето се ќе реши, меѓутоа веќе кажам времето ќе ги олесни некои тие дилеми и проблеми. Тоа беше клучното едноставно. Ми требаше време да се навикнам на новиот живот. Тоа е наједноставниот одговор. Што пак да се вратам на менталното здравје, бев еднашка таму на дерматолог и имаат политика, често ми се случувало за најобични предлеги, дали е вакцинација против грип, дерматологија, нели што има врска со ментално здравје, барем вака иницијално, што и да е, не е важно, даваат некаков лист каде што има анкета за проблеми со ментално здравје. И не се шалам, буквално едно од прашањата беше дали се чувствувале тажно последните 7 дена. И колку пати имаше на заокружување 1 до 2, бла, што јас ја разбирам грижата за менталното здравје. Сум застапник на таа идеја, на таа пропозиција дека мора повеќе да се грижиме за менталното здравје. Дека сме сега во криза на менталното здравје, особено кај младите. Дека треба како општество да работиме тоа да го подобриме, меѓутоа не треба да се препуштиме себе си на екстремата, дека се може да се терапевтизира, дека се треба да има диагноза, или пак дека чувствувањето тага, значи дека некој има нарушено ментално здравје. Јас дури би се запрошал ако некој не се почувствувал барем еднаш тажно последните 7 дена, јас рекол дека тоа е проблематично, а не човек да се почувствува тажно во последната седмица. Едноставно чувствата се тие и понекогаш треба да се чувствуваат. Луѓе сме и нормално е. Тагата е спомнати загуба на блиски луѓе, да кажеме. Нели луѓе што и преку пишување и преку уметност говорат за тоа. Загуба на некој загубата на ептен блиски луѓе, никогаш не може целосно да се заборави, никогаш не може целосно да излезе од срцето. Тагата е присутна секогаш, меѓутоа времето ја залекува и со текот на времето учиме како да ја менаџираме истата. Зашто и да е? Мислам дека и тажно човек да се чувствува е нормална емоција, што не треба да се не треба да биде подложна на лекови за да бидеме срекни 24/7 или не треба да биде подлежна на диагноза или да се каже дека е проблем со менталното здравје, туку се што емоциите, се што сензибилитетот исто разумот да не го забораваме, меѓутоа се што тоа носи, треба да се обидеме не да се избориме со тоа, туку да се договориме со истите. Да влеземе во диалог со нив и да најдеме некое функционално решение, меѓутоа не може животот да биде цело време розев, туку мора да се Мора да има неколку мора да има палета на бои, така. така. Не, ама и тоа и сме зборали на подкастов. Чувствата се за да се чувствуваат. И тага, и среќа, и радост, и жал, и фрустрација, и се. Ама многу е важно ние како ќе одговориме на тие чувства, од која ќе ги почувствуваме. Бидејќи ако веднаш идеме во она акција, оке, мора ова, сега јас се чувствувам тажно, мора некако, не, оке, здраво е да се чувствувам тажно, сега од која, нели, ќе се почувствувам тажно, кој е мојот одговор? Дали јас ако треба да имам разговор со некој кој што ме направил така да се чувствувам, дали ќе имам тој разговор, или пак нема да имам тој разговор и уште толку појаќе ќе се чувствувам тажно, и нема да работам на тоа, или пак некојаш кој што каже и ти, треба време да помине. Би можел да ги изнервирам професионалните психолози со тоа што ќе го кажам, меѓутоа мене ми се симпатични британците многу и како тие се справуваат со чувствата. И сега некој може да каже дека ги репресираат, меѓутоа еве јас би завршил со една реплика од телевизиската серија Downton Abbey, каде што вдовицата Грофица што ја глумеше
секој го заборавив името, почина жената пред некое време, Меги Смит. И кажа на внука си, контролирај си ги чувствата пред тие да те контролираат тебе. Take control of your feelings before they take control over you. Така што мислам дека е тоа добар еден добар сублимат за како треба да се менеджираат емоциите. Фала ти Лука за разговорот. Пред да те истераме од студиото и да завршиме епизода, кој е твоето прашање за оние што не слушаат денеска или кога да слушаат епизода? Ево духот на насловот на подкастот, како си?